Најпрво здраво, Роберт. Ти благодарам за гостувањето што го прифати ова интервју. Добро ве најдов. Прво и актуелна тема овие денови е одлуката на ЗАМ за забранување на македонската музика. Кој е вашиот став околу ова? Се има повеќе страни тука, секој го прави она што мисли дека е исправно. Малце е незгодно што нема да има македонска музика на медиумите. И така имаше во големи количини сега па. Колку вас ве засега овој проблем би го кажал слободно? Па Вие како композитор, автор, изведувач? Па да, и како укулеле изведувач и како автор, тоа е, знаеш, тоа е правиш музика за да може да биде достапна, сега има и интернет, нели, као една алтернатива, али да биде достапна по било која основа до публиката. И сега тоа за еден период нема да биде овозможено. Мислам ќе се преживее. Сметаш дека е возможно ова да се случи, се забрани навистина да се емитува македонска музика? Па секој има своји цели и желби и некои правила по кои што мисли дека треба. Ваквиот став на ЗАМ ги подели изведувачите, едни се за, едни се против. Што мислите, кој е решението за овој проблем? Решението е да се најде решение, мислам, ја не можам да влегувам во тоа. Едве чекам да, мислам, ова нема да трае неколку дена. Предпоставам дека ќе трае подолго. Каму среќа да не сум во право и да е за 7 дена да се тоа заврши или 15 дена, што би било кратко. Нели? Али ако тоа се пролонгира со месеци. Ова е само што е удар на македонската музичка естрада. Јас од кога се занимавам со музика не сме имале ваков случај. Не знам кој имал слична ситуација во овие сите територии естрадни околу нас. Бугарија, Грција, Албанија, Србија, Хрватска, Словенија, Аустрија, Германија, Маđарска, појма немам, значи не се сеќавам дека некој имал. Тоа треба да се провери на интернет. Кога се случи ова вакво нешто? Факт е дека ова ќе влие на така кривката естрада. Знаеме дека изведувачите се соочуваат со поминуваат многу тежок период, нели, нема настапи, спонзорите веќе не даваат пари. Добро, види сега, има и тука секакви објаснувања може да се најдат и да се тешиме со разни и знаеш, може да си кажеме што нема те убие, ќе те ојача, нели, па ми саветам, може би ова ќе помогне во друг правец. Тука е музика е тоа, метафизика е тоа. Знаеш, тоа нема тука, не можеш рационално да размислуваш за некои работи кои се на моменти некои ирационални ствари се случуваат околу музиката и да даваат добар резултат. Тоа не. Добро, ајде сега ќе разговараме малку за музика. На една рака може да се изберат хитовите овие 5-6 години. Има или нема креативност кај композиторите или проблемот е да некој друг? Проблемот е до изведувачите или до композиторите? Па и порано може да се избројат на една рака хитовите од некој период. Немаше порано хитови по 5 месечно. Али сега има 5 хита на... Па не знам, времето треба да покаже тоа, треба да се види. Не знаме тоа. Таковиот тип на статистика никаде не води. Статистичкиот податок не може да направи да има подобра музика. Да некој знае сега тука дека немаме толку хитови као порано. Дај да се изедначиме со порано. Порано беше друго време. Ова е друго време. Знаеш, она е
Не знам. Зошто сега не може да се направи хит? И порано немаше многу хитови годишно, да не се лажеме. То со време тие песни што останале денес што се пеат, па сега за тоа за порано збориме за некој период од последните 20-25 години, од 91 кога осамостојување на Македонија, нели, да кажеме. Еве тој период да го земеме. Па и тогаш немаше не знам колку хитови, не знам какви, не знам што. Ама знаеш од сите тие години ако има по една-две песни, се одеднаш има. Знаеш едно 40-50 кои што сите се сеќаваат на тие, па не можеш да ги направиш са тие одма. Знаеш, не знаеме кроз 10-15 години на кои песни од денешни веќе се сеќава публиката. И која песна ќе го преживее, ќе се надживее. Уствари, пошто, знаеш, обично на песна трае актуелно на радио, на телевизија 3-6 месеци, 9 месеци, да 9 е многу, знаеш, радијата више ја стават на Б плейлиста. На 9-тиот месец или порано. Знаеш, на јас на радиостаница знам како тоа функционира, знаеш. Така да животот на една песна, актуелниот живот е краток. Као што има некои инсекти кои што краток има животот, знаеш, толку она. Сега на дел од песните може да им се случи да се надживеат себе си со години и години. Иако сум правил одредени песни, уште од времето па до сега, никад не сум можел да проценам, ова е таа, кроз 20 години јас скидам да имам концерт у Скопје и оваа ќе ја пеат. Кај да знам која ќе ја пеат. Сум мислил за некои песни дека ќе бидат топ, па никој не се ни сеќава на нив. Дури јас. Знаеш, не може така. Сега ние одма сакаме да има песни кои како тие порано, нема друго време. Друга струја имаш околу глава. Публиката, Друга енергија има меѓу луѓето воопшто. Публиката се смени, музичарите се сменија, пеачите има друг вкус, публиката има друг. Кога ќе се сретнат вкусовите, тогаш е тоа. За денешното време. А може би вкусот на некој пеач што има денес песна, а не се сретнува неговиот вкус со публиката, ќе се сретне со некоја публика кроз 7 години. Па не можеш да го знаеш. На моментот се случуваме со квалитет или квантитет според вас на нашата музичка сцена? Има и тоа. Не знам. Знаеш, малку вака на памет ќе збориме, ама пошто не збориме конкретно за оваа песна, за тој пеач и така, ама генерално и денес среќаваш песни на YouTube кои што македонски кои што се гледани од со милион views и нагоре. Тоа е за македонска. Македонија има 2 милиона, некоја песна има 1,5 милиони views, 2 милиона мислам. Има и 3. Знаеш, да, тоа е исто како Америка, значи ако е 300 милиона, некоја песна има 300 милиона views па таа, значи е апсолутен хит, нели? Да. Не може да биде анонимна песна ако има толку views колку што има жители територијата, така да ние тоа денес го среќаваме, тоа не е случај со Кукулеле, односно има песни кои што Како Кукулеле, нели бевте доста актуелни пред 10, 15, 20 години, престанавте, ве немаш нигде и тебе и Панки, и повторно се вративте. Повторно имате сега настапи, правите песни, меѓутоа ќе се повторат ли хитови како Кучка неверна, Кјути жити се, а ти немаш поима уште и многу, значи ваши песни што до ден денес се слушаат? Ја воопшто не сум на таа траса, како да кажам, за да ги повторам песните од тога, затоа што јас со многу луѓе со кои се среќавам во последните години, они сугерираат дека такви песни треба да се направат, што е невозможно, затоа што јас не го сакам тоа. Како прво и основно, јас не го сакам, јас не сакам да се повторам. Тоа би било само лоша копија. Не да биде слична песна, туку да се направи песна која што ќе остане, еве, тие песни неколку повеќето ваши останати се ги пеете до денес на настапи. Да, ама денешните песни кои што ги објавуваме како Кукулеле, јас не знам како ќе помине за 5-10. Да, тоа не можам да го проценам. Можам некоја блага проценка да направам, ама пак ништо не значи. Затоа што прво не би правил воопшто музика сега со намера да биде како Постела рози, како Кучка неверна. Да го земам
тој рецепт, како да кажам, да, како формула некоја мала да ја земам, да кажам, аха, ова е тоа што јас сега би го... Јас тогаш не го знаев рецептот. И сега не го знам. Не се работи за никаков рецепт. Како да кажам, не... Секој што почна да свири гитара и знае неколку акорди, веќе многу е лесно може да утврди како се прави една поп песна. Па има увод, има 2 строфи, рефрен, 2 строфи, рефрен, еден мал инструментален дел и пак рефрен, и тоа се тие 3 минути и толку. Негде нешто ќе се направи, некоја мала аномалија во овој распоред, меѓутоа генерално 95%, ако не и повеќе од све што е направено поп музика во последниве 3-4 децении е под така. И сега онда кој е рецептот за да биде добра песната? Па не може тоа доаѓа. Тоа не можеш ти да го нарачаш кај себе. Сега ќе си направам песна. Значи јас кроз годините открив дека Кучка неверна е песна што ја пеат, добро. Стамов се Бардовци, таква ми треба една. Постела рози ја пеат и таква една ми треба и сега јас се повторувам. Тоа би било така идиотски од моја страна, сам према себе би подобро би правил нешто сосема погрешно, што се вика, него само да не се повторувам. А инаку желбата секогаш да се направи песна која што ќе те ја пеат на настапи, зашто на настапи наши на концерти доаѓа оние кои што сака да слуша таква музика. Никој не доаѓа кој што не сака таква музика, доаѓа намерно да не гаѓа со јајци патлиџани. Мислам, нели, да обично доаѓаат луѓе кои што имаат позитивен став према таа музика која што и ние спаѓаме, нели. И онда има желба да направиш пак песна. Меѓутоа тоа многу зависи од тоа каква строја имаш во одреден момент. Сега ако скроз неколку години јас воопшто немам некои позитивни вибрации у себе и никогаш не се излезе некој добар рефрен. Која е личната карта на Кукулела? Од музички аспект, мислиш? Да, според. Па види, знаеш, баш пред малку сакам почна да го кажам тоа, па отидовме у друг правец. Значи, јас и Панки ја снимивме, кога ја снимивме Кучка неверна, тоа како и за секоја друга песна, јас за таа песна очекував дека ќе биде брзо ќе стигне до слушателите, дека брзо ќе добијам позитивен фидбек, дека и така натаму, меѓутоа поминува месеци и месеци и таа песна никој не ја регистрираше дека постои. У првите 6 месеци не знам дали постоеше некој радио која што ја вртеше повеќе од 2 пати неделно, што е мизерија, нели? Значи што е ништо. После кога излезе Стамбул со Бардовци, тоа е песна која што воопшто никој не ја перципираше, го знаеја спотот, меѓутоа никој не ја пееше. Воопшто не беше хит. У период од неколку години од кога излезе песната. И за Кучка неверна исто. Како живеа песната, како стана хитови? Па треба да издржиш. Се занимаваш со тоа и продолжуваш да правиш други песни, треба да издржиш. Па после следната година ги правев тие, после таа Стамбул со Бардовци, следната година ги правев тие, кажи ми, речи ми, не плачи, не жали, ме канат на свадба. И воопшто никој не, кога излегува тие песни, никој не рече оваа ти е многу добра, леле оваа е многу добра, леле оваа ќе биде хит или не знам што оваа тука ми е никој. Никој едноставно воопшто не. После 2-3 години излегува ти немаш појма после следната година, како што ја објавивме Не плачи, не жали, следната година бевме на Макфест со Ти немаш појма. И претходно го снимавме спотот во Бразил. И онда песната беше готова со месеци пред Макфест. Меѓутоа, ајде, Макфест е убав фестивал, една убава историја македонска и онда знаеш као, ајде, таму ќе ја представиме премиерно. Па ние не знам дали беше у финале, имаше ли полуфинале со финале, ама мислам, знам дека бевме со таа песна некој си 17-то место. Нешто без везе. Мислам, никој на прво слушање не ја помириса песната дека ова е а денес ќе ја пеа. После следната година излезе таа Блесавац или не, па после Постела рози и се е против нас. Па ние кога имавме концерти неколку месеци од објавување на Постела рози и се е против нас и ние ги задувавме тие песни, имавме концерти во Универзална сала, солистички концерти, никој не ги пееше тие песни. Ние ги свириме, гледаме публика, нешто не гледа бело.
А веќе неколку месеци излегле тие песни, тогаш за разлика од денес, тие спотови се вртеа на телевизија во ударни термини, на ударни телевизии, и тоа не беше така како денес, да кажем, underground, не беше македонската музика underground, беше баш на голема врата, во ударни термини се вртеа сите тие спотови и така натаму. Никој не ги пееше тие песни. Јас се сеќавам дека 99-та година на тие концерти ставам со Себардовци ние ја изведовме. Ја немавме во репертоарот, а веќе беше 5 години стара таа песна. Никој не ја слуша. Тоа што ја знаев дека никој не ја знае, никој не ја пее, што ќе ја свириме сега кога никој не ја пее песната. Тоа денес е незамисливо. Да некому кажеш, па 5 години од објавување на Ставам со Себардовци никој не ја фермаше таа песна. А денес као, супер, леле, ај откачи се, ио. Мислам, појма немам. Но треба само да издржиш во тоа. Така да, од кај знам јас сега од овие песни кои што никој не ги шиша, или па можеби некоја поише им се свија, некоја помалку од овие последниве години, од кај да знам ја која песна кроз години и години, само што ние не можеме 100 години да свириме. Сега да чекаме да го видиме тој ефект. Ја и Панки у пензионерски дом тамо негде со бастунчиња, па да видиме, ајде да видиме од пензионериве која песна останала во игра или дали ќе некој ќе ја слуша, знаеш. Али генерално до сега искуството такво, тоа е просто неверојатно. Не се сеќавам песна што денес луѓе ја пеат на наши настапи. Не се сеќавам дека таа песна во првите 2-3 години била хит воопшто кога излегна. Апсолутно. Се сеќавам дека не била. Значи, ако некој ги пратил тие работи, тоа јас сум ги пратил, пошто ми било многу ставо да видам што се случува, да добар ли пат сум, дали сум погодил, јас сум дал нешто од себе. Не, сум се трудел, сме снимале спотови по странство, сме сакале да дадеме најдоброто од нас, што е во тој момент како изведувач и јас како автор сум се трудел да го дадам најдоброто од себе, најпозитивното, да пренесам добри вибрации, и затоа ми било стало да помине што побрзо. И знаеш, пак сега, али не им се свија. Знаеш, ти го правиш тоа ради тоа што ти, знаеш, така преска зборував, да кога ќе се сретне твојот вкус за оно што го правиш. И кој што е исто таа песна резултат на твојот талент, нели? Колку имаш талент, имаш одреден вкус, имаш одреден талент, и тоа е некој спој таа песна, некој спој од тоа све. Кога тоа ќе се сретне со вкусот на публиката во даден момент, тогаш констатираш дека ете, ова им се засвиѓава. Роберт? Јас стварно не знаев дека кога ја пишував таа не плачи, не жали. Мислам, ние со години, не знам кога прв пат почнавме да изведуваме таа песна. Мислам, у првите 10 години сигурно не изведувавме таа песна кога се појави. 100% сум сигурен. А може би и уште покасно. Може би првите 15 години не се изведувала таа песна нигде. Не плачи, не жали. Кој е тоа таму некоја си песна, која што мене ми значи нешто, јас знам што сум сакал да кажам со тоа, меѓутоа немав представа. Само одеднаш на концерти у задниве 3 години јас само почнувам првите акорди уводни да ги свирам, и онда и Панки почнува и вика мојата улица, и он го остава микрофонот и публиката ја пее цела песна до крај, воопшто нема потреба ја да свирам ни он да пее. Они сами си имаат концерт сами за себе. Ние сме тука случајно. Кој да го знае тоа тогаш? Мислам, не. Така и генерално за македонската музика. Како може да знаеме која од тие песни кроз 10-15 години некому нешто ќе значи, ќе го потсеќа на некое време, на некоја љубов, на нешто позитивно. Луѓето обично имаат убави сеќавања на минатото, зашто остануваат во мозокот човечки убавите сеќавања. Затоа сме ние по природа носталгични. Луѓето се генерално носталгични, знаеш, затоа што ги памтат убавите работи кои се сеќаваат све на грдо. Знаеш, тоа е психопат да се сеќава само на грди работи.